Лозарите се уште чекаат пари од ланската реколта. Наплатата оди бавно, а некои винари немаат ниту почнато да го плаќаат родот што го откупиле. Што се однесува за миналата година, имаме од последните податоци кои што ги имам прибрано негден исплата на грозјето. Вчера спомнав негден на една изјава моја кратка, негден 40, но сознанието е негден до 50-55%. Исплатено грозјето за миналата година. А што се однесува до визбите кои што платиле и кои што не платиле, мислам дека подеднакво се движат. Изузев две винарски визби кои се потполно чисти, додека останатите нешто плаќаат етапно, нешто почнуваат сега да плаќат, а додека има некои визби кои што и апсолутно не почнат. И правиме напори да можеме да истите ги активираме, истите да може да исплатат и они барем дел во сегашниот период, а да го исплатат целокупниот род до крајот на 30 април, кој што е последен рок за исплата на грозјето. До сега винариите, според анализите на председателот на Сдруженијето на лозари Агротиквешија Љупчо Аризанов, имаат исплатено од 40 до 50%. Бараат од ресорното министерство да се скрати крајниот рок на исплата кој завршува во април. Оваа проблематика се прорекува со години уназад. Мислам дека тука треба нешто малце повеќе да се завземе состојбата околу решавањето на проблемот на исплата на грозјето. Поради тоа 6 месеци е долг временски период кој што самите лозари не може да обстанат. Имат истите фамилии за одржавање и истите не можат да ги одржат фамилиите, пошто има фамилии, доста фамилии кои што денар се уште не зеле. Сметам дека оваа политика треба да се направи исто како во тутунот, кој што тука е решен проблемот. Владата направи некој напор, не можам да кажам дека не. Во самите преговори околу цената оваа година се направија напори од страна на Министерството за земјоделие и владата, може да речам слободно, поради тоа што им понудија кредит на винарските визби кои што не беа заинтересирани да го земат. Овие политики винарските визби треба да ги прекратаат и да фатат да си ги зимат кредитите. Не може секој пат да биде кредитор лозарот на винарот. Ние сме кредитори, дури они не земат пари, чисти пари да им легнат на нив, да ја подмират нивните сметки, дури тоа ги почнуваат нас да не исплаќат. А мислам дека тоа е една политика која што погубно се однесува за самото лозарство во Македонија. Добро, фала ви многу. Мислам дека Македонските винарски визби велат дека доцнењето е оправдано, бидејќи досега и продажбата на виното оди многу слабо. Голем број од познатите пазари се презаситени, па се труделе да најдат нови земји за пласман на македонските вина.